пак една новогодишна средба оваа година. Крај на годината па правиме рекапитулација на тоа што беше во текот на годината. Турбулентна година, брзамене. Али така и времето е доста турбулентно. И еве сега на почетокот на правот на новата година обично си посакуваме здравје, па да ни биде успешна годината и секогаш се надевам и сакаме да има само убави нешта што ќе би се случуват во годината. Меѓутоа, како животот покажува, и никогаш не е само убави нешта. Има и неубави нешта. И таков е циклусот, таков е принципот на случување на нештата. Така што јас би ви посакала да имате енергија, да се носите со сите предизвици кои што ќе ги донеси следната година. Не верувам дека ќе биде баш без предизвици. И да ни сите тие предизвици учиме. Уште малку повеќе внатрешно созреваме и поминуваме на некое повисоко ниво на свесност. Да не биде да после ќе имаме и убави нешта, сигурно убави нешта се случуваат и ќе се случуваат. Меѓутоа и кога се случуваат и нешта што ние ги квалификуваме како неубави, да можеме да излеземе, поминувајќи низ нив, да излеземе малку помудри и може би с уште повеќе љубов во срцето и уште повеќе да научиме како да се радуваме на животот. И кога поминуваме низ некои тешки моменти, некогаш е као нормално за нас да ни падне енергијата, па сме депресивни, некогаш не гледаме излез од оно што се случува. Меѓутоа, кога умееме да поминеме низ сето тоа и да најдеме можеби уште поголема радост и како да се радуваме на животот, тоа е веќе успех, така што ви посакувам мудрост да имате и храброст и сила да се носите со она што годината ќе го донесе. Имаме, периодот е таков што е турбулентно, може би на лично ниво, некој повеќе, некој помалку, меѓутоа и на светско ниво. И се случуваат многу работи кои што се далеко од мир и оддалеко од оно како би си го посакувале светот да изгледа. Така што ќе ни треба, мислам дека е многу важно да научиме да тоа што и надворешно ќе се случува, а тоа важи и за оно што и лично ни се случува, да научиме сето тоа да го гледаме од дистанца. Проблемот е некоја што ние потполно се идентификуваме со она што го слушаме или со она што лично го доживуваме. И кога правиме таква идентификација, тогаш тешко можеме да излезиме од тоа. Меѓутоа, ако умееме малку од дистанца да научиме да направиме еден чекор два наназад, па тоа да го посматраме малку од дистанца, веќе нашиот начин на кој што ги гледаме на нештата се менува, перспективата на која што постоиме се менува
и можеме да бидеме по-објективни. Тоа не значи дека ќе станеме ладни и дистанцирани и дека она што надвор се случува нема да не допира. Ќе не допира, меѓутоа ништо не правиме ако не понесе во тага. Например, еве сте лоши работи се случува војна, се случуваат поплави, се случуваат пожари, вулкани, ерупции, не знам што све. И нормално дека сочувствуваме со луѓето кои што се таму, меѓутоа ако паднеме во депресија и станеме тажни, ништо не сме направиле. Времето е од друга страна толку многу предизвици, е време за индивидуален раст. Ние некогаш мислиме, па видиш се што се случува во светот, што ако јас спиритуално пораснам, духовно пораснам. Мислиме дека тоа нема никакво влијание. Има огромно влијание. Ако и јас умеам да се внатрешно да се воздигнам и поинаку ги гледам нештата и реагирам малку помирно, ти умееш, повеќе луѓе ќе почнат да реагират помирно, поспокојно, и тоа е единствениот начин на кој што можеме да го промениме светот. Војни за мир досега се направени безброј. Пароли за мир безброј, акции за мир безброј, со минимум или воопшто резултат. Додека не почнеме самите внатрешно да се менуваме. А и од духовен аспект е време кога сме повикани како души, како духовни битија да пораснеме. Затоа што светот што го создадовме како човештво не ги задоволува нашите потреби на пристојно живење. Така што овој свет ќе се менува. И во тој свет треба да си го најдеме своето место и единствено место е преку внатрешниот личен развој. Ние сме енергија и цел свет е во едно енергетско поле, така што мирот надвор ќе стигне и има полни изреки и Ганди зборувал и други, и мислам дека во изреките тука има. Али тоа е вистина, мирот надвор ќе дојде само кога ние внатрешно ќе го најдеме својот мир. Така што, еве тоа моите желби за сите нас, и вие и јас, да имаме снага да уште малку натрешно пораснеме, уште малку се воздигнеме на ниво на свеста, затоа што можеби тоа ни е и најважната работа што имаме да направиме во текот на овој живот. И да се сопираме понатаму. Можеби некој ќе нема некој известен период, али ево и да се вратиме и да се собираме и понатаму. И еве, бидејќи е така ретроспектива на годината, и од моја страна едно големо благодарам на Кети, што ми беше поддршка и мене лично во целиот овој период и кога не бе подсутна тука и целата работа што ја направи за јога центарот. И браво. За тоа сме заедно. Да. И за сите вас, затоа што центарот постои ако вие доаѓате. Така што не е сам еден и ништо не може да направи, меѓутоа кога сме повеќе, ако сум јас сега во некоја улога каде што јас нешто ви кажувам, јас имам едно одредено искуство кое ми е драго да го споделам. Меѓутоа на овој пат сме сите заедно. И не е дека некој е повисоко, вака, например, исто не ми се допаѓа што седам на столче, сум малку повисоко.
високо од вие што седите, ама моментално морам да ги Седим на столче. Јас сум више повисоко. Така што патуваме заеднички на овај пат и е убаво што сме заедно. И морам така да кажам посебно благодарам на кумановци кои што дојдеа. Би дала збор ако сакате вие нешто да кажете или ќе. Мислам да е тоа, не мора да спорим. Ништо, јас сакам да кажам, след нова година е значајна. Затоа е ќе Да, 20 ни е потребно. Да, од 90. Јубилеј, да, 30 години од центар. Да. И јас на вас, наискрено. И многу ми е драго што се собираме вечера. Наместете се да ви биде удобно. Следете си го дишењето. И бидете свесни за посетете убавината на тоа што сме заедно и работиме една заедничка медитација. И како што сега сме заедно, физички, исто сме поврзани и кога не сме физички заедно, па некогаш кога се осеќате дека сте сами или ви треба некој, може да помислите на другите. Ние комуницираме физички, меѓутоа комуницираме и ментално, и енергетски. Бидете свесни за вашата намера да има мир и љубов во светот. Но и колку тоа се зголемува кога истовремено повеќе мина се со истата намера. И тоа не само
Така се приклучувате во извор на енергија, што зрачи спокојност, љубов, поврзаност. Има многу вибрации околу нас. Не сите се добри. Затоа е битно на која вибрација се приклучуваме. А се приклучуваме така, според она како се чувствуваме. Тоа не значи дека никогаш нема да се изнервираме или да сме тажни. Меѓутоа да можеме после тој дисбаланс да се вратиме пак во равнотежа. Тоа е битно. И во наредниот период ќе биде важно на што се приклучуваме. Не секогаш ќе ни биде лесно да го направиме тој избор. Али барем да се сетиме, некогаш ќе успеваме, некогаш не. Меѓутоа, тоа што ќе успеваме да биде по-многубројно отколку падовите. И сега вниманието на дишењето. Да станува малку подлабоко. И чувствуете како и телото станува спокојно, убаво исправено и за правилен проток на енергијата. И сега само дишете. И свесни за воздухот што го вдишувате и издишувате. Чувствуете како телото се отпушта. И осетете дека имате дистанца од мислите. Какви да се во моментот. Неутрални, пријатни, непријатни. Сега само пропуштајте ги да поминуваат. За да полека влегувате во состојба на внатрешен мир. Состојба што ве поврзува со она што во суштина сте. Не барете во зборови да си објасните што е тоа, секако со умот
Следете го дишењето. И ако се јавува чувство на внатрешна смиреност, ставете да се шири низ целото тело и околу телото. Некогаш умот е преактивен и може би нема да можете да го смирите. Нека. Не се борите со него. Само колку што може постојано враќајте се на дишењето. И останете малку свесни за дишењето. За немирот на умот ако е, или за внатрешниот мир. Свесни за своето постоење. Сетете се на годината што изминува. Сигурно
може да стоите заедно со својата тага. Без да се помрднете, без да поклекнете. Ворете да биде, меѓутоа вие стоите со неа. Ворете да стоите со вашата љутина, може би ако е било за нешто. Или запрепастеност од нешто. Сега можете да стоите со тие емоции. Зачувувајќи го мирот во себе. Исто можете да стоите со радоста, со оно што ве прави весели. Без да се изгубите во таа радост. Стоите заедно со неа во мир. Имајте централен дел од вас, каде што е вашата свест, во мир, стабилно. И тој дел ги искусува сите овие емоции. Осетите дека може да стоите со нив, без да отстапите. сакате да промените кај себе или промена што веќе почнала. Например, сега сум похрабра, похрабар за тоа и тоа искуство. По таа и таа ситуација сум поспокојна, поспокоен. Сега знам како да се грижам за своето
пак на дишењето. Чувството на внатрешна спокојност. И останувајќи вака во мир со себе, посакајте си да бидете уште повеќе отворени за љубовта, не само така како што вие ја замислувате, туку да ја дозволите да се манифестира низ вас, така како што она уме, отварајќи в нив можеби некои нови видици. Исто посакајте си да сте отворени за нови сознанија кои ќе донесат нова мудрост. Па љубовта и мудростта да ве трансформира во вистинскиот вас. И бидете благодарни за тоа и за помошта што ја добивате, чекорејќи по патот на самоспознавање. Помош која што знаете од каде што доаѓа, но и благодарни за она помош за која што и не знаеме од каде доаѓа, а ја имаме. И вратете се пак на